Значи Советот на општина Струмица денес ја одржа својата 46-та седница со 11 точки на дневниот ред, од кои сите беа усвоени. Советниците најмногу внимание со право се задржаа на првата точка, односно предлог план на програмите за развој. Тоа е во која насока ќе се движи општина Струмица и кои се развојните програми за следните 3 години. Значи јас ќе ги општина Струмица и понатаму ќе реконструира домови, ќе гради улици, ќе гради тротоари, ќе има и нови проекти како што се поврзување на градот со ридовите над градот, се е предвидено да се изгради од буџет и дел да биде донација. Друг поголем проект е пробивање на патишата во индустријските зони во износ од 50 милиони денари, ќе ја поддржи општина Струмица својот буџет. Следен проект поголем кој што општина Струмица ќе го реализира во следните 3 години, е предвидено ствари да се реализира, се изградба и реконструкција на локалните патишти и улици во износ од 55 милиони денари. Предвидено е нов порој Светилија Софилар, зашто општина Струмица во следните 3 години ќе издвои 40 милиони денари. Потоа е предвидено канализација во населените места Просениково, Дабил и Добрејци, со што поголемите населени места сите ќе добијат покрај водовод и канализационен систем за фекална канализација, од кој што општина Струмица дел ќе го гради со донација, а дел ќе биде во износ од 83 милиони денари, ќе се реализира од буџетите на општина Струмица за тие следни 3 години. Зборуваме за 2017, 2018 и 2019 година. Исто така, општина Струмица ќе продолжи со изградбата на мрежа за газ, зашто во следните 3 години се предвидени 60 милиони денари. Значи, цел е на општина Струмица целосно да биде градот гасифициран и, како што напомена градоначалникот, дел од Струмичкото поле. Пред се мисли на најблиското место, за Куклиш и Градско Баловци, со што ќе продолжи и кон Дабиле и Просениково. Исто така, еден многу голем проект, кој што веќе почна да се реализира, е прочистителната станица. Тоа е донација, кој што чини целокупниот буџет на општина Струмица. Околу 10 милиони денари. 10 милиони евра, се извинам, или 1 милиарда денари. Одобрението за градење е веќе издадено, активности се веќе отпочнати од страна на инвеститорот и изведувачот, така што до крајот на годината, 2017 година, општина Струмица ќе добие прочистителна станица, што ќе биде една од ретките градови во Република Македонија што ќе имаат прочистителна станица од помодерен тип. Тоа значи помалу трошење на електрична енергија и помалу трошење на вода при обработката, при работењето на таа прочистителна станица. Морам да напоменам дека кога тогаш ќе влеземе во Европската унија, општина Струмица ќе влезе спремна, бидејќи секоја поголема општина ќе биде задолжена да изгради прочистителна станица, што ние тогаш ќе ја имаме и нема да биде натовар на граѓаните на општина Струмица.